Тројца врховни судии поради закани и притисоци ја пријавиле Антоанита Димовска, членката на Судскиот совет во антикорупцијска, брифираат извори за Алфа. Таа направила обид Судскиот совет да ги разреши судиите бидејќи сестри, поранешната пратеничка на СДСМ, Снежана Калеска-Ванчевска, го изгубила случајот во Врховен. Извори на Алфа тврдат дека Димовска на судиите им барала записници, ги тормозела и притискала, заканувајќи им се со положбата во Судскиот совет. Иако советот веќе еднаш одлучил дека судиите постапиле законито кога во составот не била Димовска, сепак по нејзиното назначување и надвор од законот, таа побарала да им се утврдува одговорност за истата пресуда. Антикорупцијска на вчерашната седница побара Судскиот совет и Сдруженијето на судии да поведат дисциплинска постапка за Димовска. Според антикорупционерите, таа била пристрасна водејќи се од приватен интерес, бидејќи сестри е адвокат во случајот. Со оглед дека блиско лице, сестра на член на Судскиот совет, била полномошник од редот на адвокатите на странката, која е изгубила постапката пред Врховниот суд, не само што членот на Судскиот совет не смеел да постапува, туку дотолку повеќе ниту да се јави во улога на иницијатор за поведување на постапка за утврдување на одговорност на суди во Врховен суд кои постапувале во тој предмет каде учествувало негово блиско лице кое имало или можело да има приватен интерес. Имено, антикорупцијска не вида само судирани интереси кај Димовска во предметот со сестри. Според нив, таа не може да седи на две фотели, во Судски и во Академијата за суди и јавни обвинители. Барат заедно со колегите од двата совети да се повлечат од управниот одбор на Академијата. Сестри на Димовска, Калеска-Ванчевска, додека беше пратеничка преку нејзиното адвокатско друштво, собра 55.000 евра за паушали од 5 државни институции. СДСМ ја бранеше дека од првиот ден на мандатот се откажала од адвокатурата и немала допирна точка со друштвото.